Поранешниот објект на Ранка Милановиќ, установата во која некогаш се сместуваат деца со проблематично однесување, оставен на времето. Во крајно нехумани услови, денес живеат лица кои се диво населени таму и со години бараат властите да направат нешто за нив и да им овозможат подостоинствен живот. Полураспаднати згради, живеат десетици луѓе во мизерни услови кои не се опишуваат со зборови. Живеат меѓу смет, пластика, ѓубре. А институциите досега немаат точна евиденција за бројот на луѓе кои што живеат во поранешниот објект на Ранка Милановиќ. Овие лица ги посети техничкиот министер за труд и социјала. Велковски е свесен дека во изминатите 7 години државата не направила нешто за овие граѓани кои всушност требаше да бидат само привремено сместени во објектот. Вети дека ќе почнат со решавање на проблемот. Ова што го имаат направено како влада во овие 7 години наназад, за жал може да кажам дека наместо да не доведат во ситуација да овие луѓе имаат социјална правда, денеска да зборуваме за една социјална неправда. Во овој момент, она што можам јас како министер, поради тоа што е, нели знаете, техничка влада и неможност за многу работи да се сменат во оваа ситуација, веќе сум во комуникација со општинските служби во општина Газибала, за да не искочат во пресет, да можеме тоа што е депонија во самиот простор каде што живеат овие луѓе пред се да го изчистиме, за да имаат похумани услови за живење. Според Велковски, во изминатите години се носеле низа сомнителни решенија за тоа кој се треба да биде сместен во објектот. Најави и ревизија. Центарот за социјални работи во првично со неколку решенија низ годините наназад ги има сместено корисниците, па ќе кажам и тоа треба да се разгледа дали е законски, бидејќи овој дом бил за сосема друга социјална категорија на граѓани, не и за сместување на бездомни лица. Меѓутоа ги сместиле со решенија, во тој момент и неколку пати ги обновувале. Инаку претходниците на Велковски тврдеа дека ќе им помогнат на овие лица, дека ќе направат санација на објектот, дури им најавија дека ќе ги преместат и на подобра локација, но ништо од тоа не се случи.